Благодарам уште еднаш на присуството, на вистина ми е драго што сме денеска тука во Добручево, во општина Могила. На вистина е прекрасен објект. Морам да кажам, ретко каде во држава може да се види ваков мултифункционален објект, каде што неколку генерации ќе можат да го поминуваат времето. Тука има простории за најмладите, кои што ќе можат да поминуваат дневен престој, но исто така има простории и за пензионерите. Тука го гледам и паркот и ова прекрасно партерно уредување кое што се работи во моментов, така што на вистина еден центар кој што морам да признам и нема да е нескромно, и по големи општини, дури скопски општини не може да се го дозволат и да го замислат, така што градоначалник честитки уште еднаш за прво замислата, а после тоа и реализацијата на овој проект. Така што овие проекти покажуваат дека може да се менуваат работите. Ние од тука ќе одиме и во Ношпал, ќе одиме и во општина Новаци подоцна, да посетиме и таму работи кои што се работат. Градоначалниците кои што беа предложени од ВМРО-ДПМН покажуваат дека со скромните средства кои што ги имаат можат да се менуваат работите. Нашата идеја е после парламентарните избори, а тоа ќе веќе уште ова лето, да го децентрализираме буџетот и да спуштаме секоја година околу 250 милиони евра до општините во Македонија, без разлика кој е градоначалник од која политичка партија и така натака. Формулата е многу едноставна, број на жители плюс економска активност ќе определува колку средства ќе доаѓаат во општината. Конкретно, например, за општина Могила некаде ќе се движи околу 4,5 до 5 милиони евра во еден инвестицијски циклус од 4 години, што ќе треба да ги затвори најкрупните прашања тука, како после 4 години веќе не би зборувале за основните потреби на граѓаните. И тоа сметам дека е модерно значајно, затоа што досега никој не внимаваше на децентрализацијата, вака сите политичари сме ја споменувале, но на крајот на денот децентрализација е финансија, или ги имате или ги немате. И мислам дека со ова што го предвидуваме многу ќе се забрза локалниот развој. Се им е битно на жителите, но најбитно им е во местото каде што живеат да имаат уреден простор. Јас ќе застанам тука, па еве повеќе така има прашање. Само дозволете да прашам дали со сонцето е се во ред, како слика да не види. Изборната кампања започна вчера. ВМРО-ДПМН започна со голем митинг. Кои се вашите првични оценки после митингот? Па ние сме презадоволните, вака да бидам нескромен и искрен, од собирот кој што го имавме вчера. Гледам и бројни луѓе тука кои што вчера беа присутни. Дојдоа луѓе од сите краеви на Македонија. Една преубава енергија се создаде. Мислам дека клучните пораки кои што беа пренесени и од Силјановска Давкова и од Мицкоски се јасни. Тоа е дека на Македонија треба промена и треба да се вратиме државата, не случајно. Нашите два слогани се Македонија повторно горда за претседателските избори и Македонија повторно твоја за парламентарните избори. Ако ја видите реалноста на Македонија, таа е многу сурова и многу тажна пред се за македонците како доминантен народ. Имено од првите 5 позиции во државата, 4 се на ДУИ. Премиер е Талат Џафери, председател е Стево Пендаровски, министер за надворешни работи е Бујар Османи, министер за финансии е Фатмир Бесими, министер за економија Крешник Бектеши. Мислам дека ова се кажува. И не е проблем што од првите 5 позиции 4 се на ДУИ, проблемот е како ги вршат овие функции и како ги спроведуваат. Се сеќавате дека кога Талат Џафери стана премиер, наместо да сработи нешто за државата, организираше како на фудбалски надпревар дочек да му се прави во местото од кое што потекнува. Овие другиве се утепаат од крадење и усул немаат од крадење, така што ги користат позициите, ама не државата, туку за својата политичка партија и за себе, и затоа треба да ставиме крај. И затоа овој собир вчера беше добар и е почеток на двојна победа, огромна победа, после која што двете политички структури во владата ќе одат во опозиција, затоа што тоа е начинот да се менуваат работите, и сум убеден дека овој добар старт ќе значи и доста убави пораки во периодов кој што доаѓа. Во овој крај сме веќе во понеделник, ќе има средби во општина Новазит, има средби во општина Демирхизар, ќе има завршен митинг во Битола. После неколку дена исто така доаѓаме повторно во општина Могила, така што ќе бидеме присутни периодот доста. Уште не завршен или уште не почнат митингот, или како сакате? СДСМ започна со информации по медиумите дека исклучително мал е бројот на присутни. Како вие ова го оценувате, како СДСовски, односно на вашите политички противници?
малце ќе бидам индискретен. Ние вчера пешки кога се движевме од седиштето на ВМРО ДПМН до платото пред владата каде што се одржа митингот, прокоментиравме со членовите на раководството и со председателот на партијата дека веројатно уште не заврши митингот, сега само ќе пратат соопштение дека никој немало, дека било празно и дека ете дошле 1000-2000 луѓе. Така што ние ова соопштение го знаевме и пред да се случи настанот. Тие се не се менуваат и се предвидливи. Ако нешто ќе стане предвидливо, мислам дека е јасно дека е далеко од вистината. Кампањата така силно одекна во јавноста дека кампањата, дека пиарот на политичките противници е раководено од израелскиот контроверзен експерт. Што за тоа имате да кажете? Мене тоа е скандал проведен во овие избори, би го поделил во два дела. Прво, по некоја случајност јас бев прв кој што во јавност ова го презентираше. До денес не добив одговор на клучните прашања, имено откако Стево Пендаровски призна дека ова лице е ангажирано, ама кажа дека било ангажирано од СДСМ. Од СДСМ се сокрие и не одговараат на клучните прашања. Тоа е колку чини неговиот ангажман, кој го плаќа неговиот ангажман, дали има склучено договор за неговиот ангажман и како е возможно да има договор во услови кога уште изборни сметки не се отворени. Во моментот кога тој почна да работи, сега веќе се. Не добивме одговор затоа што невозможно беше да има склучено договор со ова лице, имајќи предвид дека изборите не беа се уште почнати. Одговорот за финансирањето на ова лице лежи во близина на местото каде што сме, малце подолу, а тоа е рек Битола, затоа што според нашите сознанија ова лице е ангажирано и е платено со директен кеш од страна на почесниот конзул на Белорусија, кој што е најчест добивач на тендери во рек Битола. Тоа е Марковски компанија. Тоа е околу финансирањето. Вториот дел околу суштината. Црна кампања никому ништо нема да донесе, особено кога се работи на 100% невистини и фалсификати. Председателот на партијата Мицкоски вчера беше многу јасен во своето обраќање на митингот во Скопје дека истото ова лице се понуди и во ВМРО ДПМН и ги понуди своите гнасни услуги. Нудеше да се прават фалсификати, нудеше да се влегува во приватниот живот на луѓето, нудеше да се прават измислици за нашите политички противници. Ние го избркавме на начин што не можеше вратата да ја погоди од како беше избркан од нашата политичка партија. Но гледаме дека сега само го прифатиле. И имајќи предвид дека го прифатиле, ја прифаќаат и кампањата. Треба да се свесни дека не се работи за обични клевети овдека и дека може би се надеваат дека ќе поминат со тужби каде што тужба за клевета не можеше да е повеќе од 1000 евра штета. Овдека се работи за фалсификат што е тешко кривично дело. За месец дена од денес нема веќе Стево Пендаровски да има државна функција и заштита, а Димитар Ковачевски веќе нема. Миле Зечевиќ одамна нема државна функција, а за месец дена и други кои што им помагаат во оваа работа нема да имаат државни функции и ќе одговараат и треба да се свесни дека за фалсификат се одговара и тоа се одговара многу согласно кривичниот законник, а ние оваа работа нема да оставиме така, затоа што еднаш за секогаш треба Македонија да се стави крај на фалсификати, на црна кампања во политика, на злоупотреба на приватни животи и на тотални целосни измислици.